Јавното обвинителство од Прилеп во моментов собира докази води истражна постапка за тоа дали на 8 февруари во Соуор Дечопела Прилеп се случило сексуално вознемирување на 15 годишна ученичка од страна на вработен во училиштето. Ученичката пријавила дека случајот се случил во училиштето каде што таа била допирана по телото од страна на вработениот. Директорката Тереза Златеска вели дека ученичката од 8 до 13 февруари 3 пати го сменувала исказот дали била или не сексуално вознемирувана, па на 14 февруари таа случајот го пријавила во Центарот за социјални работи, МВР и ОЈО Прилеп. Истакна и тоа дека ученичката била дете во ризик. Ги презедов сите потребни активности, беше обавен разговор со родителите на ученичката, стручна служба, со вработениот во училиштето. Поради тоа што добив различни изјави, настанот веднаш го пријавив во Центарот за социјална работа и во Министерство за внатрешни работи. Ова дете е во ризик, во ризик и затоа побарав од Центарот за социјална работа да си преземат нивни понатамошни активности. Но останува нејасно зошто вработениот не е суспендиран дури трае истрагата и зошто училиштето, според Центарот за социјална работа, кај нив случајот го пријавило само тоа дека ученичката е со несоодветно однесување за време на наставата и по завршувањето на наставата, а нема ниту збор во пријавата за нејзино сексуално вознемирување. Од јавното обвинителство денеска ја демантира информацијата која што излезе во јавноста, дека тие ја отврдиле пријавата бидејќи немало елементи на кривично дело. Јавниот обвинител издал насоки до МВР за обезбедување на сите потребни докази, кои вклучуваат и распит на лицата. Се чекале потребните информации. Од Центарот за социјална работа истакнаа дека на првата покана за средба со девојчето и родителите тие не се јавиле, додека на втората покана тие се пријавиле и детето било сослушано во присуство на својот татко од страна на стручен тим. Од разговорот со детето и родителот се дошло до сознание дека детето на почетокот на февруари било жртва на сексуално вознемирување. Од страна на стручен тим од Центарот за социјални работи се превземаат мерки на помош и заштита и психосоцијална помош, како и поддршка, се со цел јакнење на емоционалната стабилност и состојба во понатамошниот развој на детето. Ова особено имајќи во предвид дека самата медиумска експонираност на предметот може да доведе до секундарна виктимизација на детето, на што треба особено да се внимава. Истовремено се работи со родителите на детето, се со цел јакнење на нивните родителски капацитети, се вели во соопштението од Центарот за социјална работа од Прилеп. Инаку од МВР истакнаа дека кај нив бил пријавен случај за сексуално вознемирување на малолетничка и на него се работело.